Благодарен сум што имам оваа храна, што имам можност волку едноставно да си задоволам човечки потреби и згора на сето тоа да се чувствувам убаво. Тортилја со чија и спанак, homemade хумус со печурки, црвен граф и јајца. Наоко. Што мислам дека го оверкукнав и нема да биде течно, ама може да и боле, пошто све е претечно. Многу сум благодарен што го имам. Технички, најдобро се храниш, некога се храниш здраво. Ме прашувале што да јадам здраво, како да направам здрави тортии или било што здраво. Сум кажал, таму нутри факти нешто таму што сум научил овие последни неколку години. Прво ми е повкусно, кејф ми е, мислам mostly здраво, ја некад не си дозволувам ствари, ќе си дозволувам некади чипс, ќе си дозволувам некади веќе ништо, пошто не јадам месо неколку месеци. Ама не дека сите вегетаријански ствари се здрави, па се мрсни, везе нема. Како и да не е поентата во јадење на здраво јадење, туку поентата е во здравото јадење. Не јадењето здрави продукти, не дека тоа не е, но не само тоа. Ти ако седнеш пред серија и изглодаш ова као него ни гледаш дека го јадеш, не гледаш што јадеш. Со чинијата пред тебе гледаш серија, геймаш, фаќаш тука, пипкаш, не дека нешто бактерии, може да имаш имунитет, нема врска. Значи јас ти кажувам, пошто јас сум ги правил овие работи премногу, као окей, некогаш нели да го направиш, меѓутоа кога тоа ти е навика, ти секој пример јадење да јадеш пред PC, дека геймаш со истата рака, во истиот момент, фаќаш маусот, тастатурата, па јадеш, па кинеш, леп, можда, не знам, дури само да сркаш, дури да е тоа најхигиенски у свет, нема обрнуваш внимание на јадењето. Обрнуваш внимание на нешто друго и јадеш само за да се најадеш, не јадеш за да јадеш. Тоа е здраво јадење. Кога не го правиш тоа, кога јадеш за да јадеш, не само за да се најадеш. Па добро, ти не јадеш само, не се фокусираш само на јадењето, туку и плюс снимаш. Точно. Ова не е mindful јадење. Меѓутоа е окей ако некогаш се деси. Пак зборам за тоа, пак тука ми е фокусот, пак во тоа сум. Така што не е ни толку легит дека не, ама еве дури да не е ова mindful јадење, затоа што не сум целосно насочен само кон храната и да визуализирам целиот пат на храната како ми доаѓа. И не само од тука, во моето тело, туку ова зрно граф од каде е. Значи сум го купил од кам, пред тоа од каде е увезено, каде е растено, кој го насадил ова зрно граф. Тоа е вистинско mindful јадење. Свесно јадење, присутно јадење. На таков некој начин и даваш посебна почит на храната, затоа што е тука за тебе. И ако ја немаш, многу би ја жалел. И ако мислиш дека секогаш ќе ја имаш, no matter what, да, ќе ја имаш, најверојатно ќе ја имаш, дури ако не си благодарен на секој залак, ќе имаш храната и ќе ти го дава тоа крајното. Меѓутоа, еден живот е целосен кога им даваш внимание на ваквите работи. Сега ова е вистина повторно релативно брзо да се направи. Меѓутоа време за готвење е многу важно да се одвои у текот на денот. Не можеш секад енегерет и секад ќе има периоди, секад ќе има моменти, но човекот е предвиден да готви. Или да не готви, да се бере, да пасе кој сите други животни, ама други битија сме. И веќе сме way into this shit, да би се менувале и да легуваме по џунглите и да живееме како сите други животни. Затоа што веќе го имаме ова, меѓутоа го злоупотребуваме многу често. We're taking it for granted и тоа ни прави да не го цениме доволно. Така што кога човекот ќе научи кои се навистина вредните работи во животот, можеби ќе се осврне само на тоа. Исто така, све ова не значи дека ако сме на маса, не сме друг муабет да правиме освен за тоа од каде доаѓа храната, за тоа да биде mindful eating. Во ред е да се водат разговори, но повторно душевно да си поврзан со храната, да знаеш дека е присутна и да знаеш дека тоа е време предодредено за јадење, као тоа е главното, да јадеме, не е главното да муабетиме. И знаеш, некад сум се нервирал, ама ми било така малку како досадничко да присуствувам толку често у муабети кај што се јаде и се збори само за храната, од каде е, што е, како е. Буквално тоа е тоа што јас го кажав сега. Се разменувале рецепти, кој некој некад дека ќе ги направи, некој некад сигурно да, еве јас сум тој кој што actually ги
пробува рецептите. Мада поинтересно ми е да смислувам и да ги споделувам отколку да зијам од некој друг. Food developer. Све ова што зборев за храната важи за све, basically. Затоа што, еве, ако сега не јадам mindfully, заради тоа што се снимам, mindfully го правам тоа. И знам дека јас секој ден јадам, а не се снимам секој ден како јадам. Така што кога некад сум одбрал mindfully да го направам тоа, го правам свесно и без обвинување на самиот себе, затоа што знам дека е свесно. Не ми доаѓа од навика јас само да седнам тука и да јадам, да пуштам серија или да гејмам или било што, пошто го правам и тоа некогаш. Стварно го правам некогаш. И јас тоа е сасвим нормално. Меѓутоа да знаеш кога си го даваш и повторно и тоа да го направиш на некој начин церемонијално да делува, затоа што така му обрнуваш внимание на целиот тој сетап со храната, со винце, можеби ќе имаш пивце, нешто ќе пиеш, кока-кола, се едно, вода, ништо. Ќе се пуштиш омилената серија и ќе знаеш дека во рете да се земеш на некој залак, гледаш серија, не е само колку да набуташ, ајде сега ќе изгледам колку што можам, за поише да имам изгледано од серијата и после ќе се вратам и ќе работам или ќе да се вратам да гејмам, за да не јадам предписи, да пипкам срања. Во рете само да си го даваш. И тоа не значи дека си бавен, тоа значи дека ги правиш работите полека, со внимание. И тоа е живеењето. Така живееш во секој момент. Не правиш работи само за да ги направиш, мислејќи на некои други работи дека наредно ќе ги правиш, затоа што basically во тие моменти, додека ги правиш тие работи кои што само гледаш да ги направиш за да се вратиш на нешто друго, ти не живееш во тој момент. Живееш во иднината, а иднината е некој момент што не постои. Така што basically ти не си жив во тој момент. Греј ме. Сканиција, па колку сум им благодарен што ги имам секоја сабајле. Тоа ми е како една целосна рутина. Станувам, влагам под туш и додека, што мора да ја врзам косата горе за да не ја мокрам дека сум нели под туш, додека мочам си ги одделувам сите една по една и ги бројам секоја сабајле без исклучок и со тоа ги одделувам една од друга за да не ми се уплеткаат горе. Не ги имам колку да ги имам. Благодарен сум им што ги имам. Многу енергија ми даваат, многу енергија ми чуваат. Во нив те пуштам една демо песница. За да можам да се пронајдам, било поминало, дали ќе биде, небитно, само сега постојам. Со стари ствари чекам прилика за да се збогувам, нека си однесе се што е вишак и не треба темпл да исчистам. А растам цело време, растам варијанец, не бев од сега, дали кога станав научив што значи грижа за себе. Здорово, вајда нема сега да го јадам, пошто се најадов од првото.